Во светот се случува индустријска револуција која што пристигна и кај нас, а Македонија на неа итно мора да се прилагоди, изјави денес во Штип бизнисменот Антони Пешев. Она што е битно да се знае дека Македонија секако и предстои уште една голема промена, а тоа е прилагодувањето на новите трендови. Имаме нова индустријска револуција која е веќе дојдена и мислам дека во тој правец заедно со универзитетите треба да направиме максимален напор они да се го прилагодат својата наставна програма, курикулумот према потребите на времето кое доаѓа. За ова образованието и бизнисот мора уште повеќе да се зближат, потенцираше ректорот на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, Дејан Мираковски. Драго ми е да кажам дека во однос на претходните години некако бизнис секторот е се поприсутен, директно соработува со факултетите и со универзитетот и навистина овозможува, има компании кои што даваат многу солидни стипендии, кои што овозможуваат платена практична работа, кои што овозможуваат студентите уште од првите години на студирање директно да се поврзат со компаниите. Како позитивен пример Пешев го споменува IT секторот. Сами знаете дека изминативе години во делот на информатичката индустрија имаме исклучително голем раст. Имаме индустријска гранка која без никакви државни субвенции успеа да дојде до ниво да има обрт поголем од 1.300.000 евра и ја сочинуваат 3000 компании кои се претежно сочинети од млади луѓе. Кој е приоритетот на Штип во симбиозата образование-индустрија? Морам да истакнам дека наш фокус е да во иднина имаме и соработка со универзитетот преку овозможување на студентите еден практичен дел во рамки на институциите под локална самоуправа. Значајно за нас е и во насока на соработката која што ја имаме воспоставено со универзитетот, е тоа да практично овозможиме студентите полесно да се прилагодат на пазарот на труд. Овие ставови произлегоа од денешните отворени и кариерни денови на УГД.